Почитувани гледачи, добро утро уште еднаш за оние кои што сега се вклучуваат на каналот на К3 телевизија. Со едно мало задоцнување, но оправдано го започнуваме и вториот дел на нов ден. Пред малку имавте можност, како најава и вовет во нашето денешно дружење, да видите една цветна патека. Дали сликарството, цветињата имаат некоја постојана дефиниција за тоа што всушност представуваат во вистинска смисла на зборот. Денес цветната патека е и меѓу гледачите во североисточниот регион, а името на мојот денешен гостин, како и неговиот лик и дело, верувам дека ви е добро познато и сте имале можност да го слушнете до сега. Чест и задоволство ми е да ви го представа денес специјално за вас гостин кај нас во студиото, господинот Живко Поповски Цветин. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и добар нов ден на вашите гледачи и многу ми е драго еве што во ова прекрасно утро стигнав овде во Куманово да бидам ваш гостин и верувам дека ќе ни биде многу забавно нас и на гледачите да не гледаат и да не слушаат што кажуваме. Така, слушнавте, почитувани гледачи. Останете на нашиот канал. Во следните минути ветуваме одлично дружење. Господине Поповски, да почнеме со една кратка биографија за вас. Еве, да ги запознаеме и оние од помладата генерација кои можеби не ве знаат толку добро се уште. Па, вака, јас сум Живко Поповски Цветин. Цветин уште од 2006 година, кога мајка ми почина, па јас името Цветанка, Цвета го вградив во моето презиме, зашто ако не беше та, немаше да ги сликам цветињата. И јас сум иначе од село Брезово, на привремена работа во Скопје, од 75-та година. По занимање сум агроном, професија ми е агроном, дипломиран инженер. Завршив студии во Белград, работев на повеќе работни места во струката, би рекол. Бев и новинар на Современо земјоделство, списание. Потоа бев и директор на Републичкиот центар за унапредување на индивидуално земјоделство, па имавме соработка со сите, да речам, општини од овој регион. Потоа бев и советник на министерот за земјоделство во еден период, во еден мандат, директор на јавно предпријатие Агроберза, имав и општествена функција претседател на социјалистички на општина Центар, а исто така работев и како раководител на сектор за земјоделство, шумарство и водостопанство при Републичкиот завод за општествено планирање на Македонија и во онај Сдружен земјоделско прехранбен комбинат Македонија кој ги обединуваше сите земјоделски комбинати во Република Македонија. Таму бев директор на сектор за плана развој и системски прашања. Друга општествена функција ми е прв претседател на Црвениот крст на Македонија, 92-96 по самостојувањето. Јас ја водев таа организација во оние најтешки моменти, би рекол, кога требаше да се научи многу за да се помогне на луѓето кои во тој период имаа доста проблеми од социјален карактер, хуманитарен. Имавме бегалци од Босна, потоа требаше да
станеме членка на Меѓународната федерација на Црвениот крст и Црвената полумесечина. Потоа ја започнавме она програма за елиминирање на последиците и спречување на катастрофи при разни поплави, земјотреси, бегалци и така натаму. Сето тоа е едно големо искуство, би рекол, во струката и во општествениот живот, но исто така најповеќе во тој цел период се занимавав, односно имав една голема желба да бидам и сликар, но не успеав тоа поради материјални причини да дојдам во Скопје и морав, иако протестирав година дена кога завршив основно училиште, татко ми рече: синко, јас можам само во Битола да те пуштам да живееш кај сестра ми Флора, тамо да завршиш нешто и така тоа што ќе го завршиш, тоа ќе ти биде струката и она што можам да ти помогнам. И јас затоа го завршив земјоделското во Битола училиште средно, потоа висшата земјоделска школа и земјоделски факултет во Белград и станав агроном. Така. Сега, господине Поповски, изгледа дека цвеќињата од секогаш биле во вашата лоса. Напоминавте, мислам, тетка ви беше Флора, што во превод значи цвет. Исто така и името на вашата мајка Цветанка. Така. Од кога се роди таа љубов кон сликање на цвеќињата? Дали се сеќавате? Дали тоа беше од мамите нозе? Се сеќавам, тоа ми беше уште во Демир Хисар кога учев основно училиште од 5 до 8, зашто во Брезово, во родното село, имав само до 4-то оделение. И таму имав среќа да се сретнав со Коста Хаджи Антоновски од Битола. Тој беше тогаш учител и воспитувач во Демир Хисар. И тој ме гледаше како сите ученици, мои колеги, соученици доваѓаат кај мене и јас им сликав, им цртав разни цртежи за да тие утре добијат петки. И така, гледајќи ме Коста Хаджи Антоновски, тој е голем педагог, гледајќи ме како јас со љубов го работам тоа, ми рече, вика: Живко, ти ќе оцрташ грбот на Југославија на табла пред публика за 29 ноември. Јас викам: како ќе го цртам грбот кога јас од село дете, малку нели со еден хендикеп кога се доаѓа по голема средина. Меѓутоа тој ме убеди и вели дека ти ќе бидеш успешен, вика, на табла кога ќе излезиш пред публиката. Ми даде да го сликам, претходно една недела вежбав и дојде денот. Јас се појавувам прв на таа програма пред учениците, наставниците, професорите и гостите што дојдоа на таа представа во Демир Хисар. И Коста вели: ве молам да се изгасни струјата во салата. И се гаси цела струја, публиката не ја гледам. Потоа тој ја изгасна струјата на бината и си носел батериска лампа и ми ја пушта во таблата лампата, батериската лампа, и јас само гледам табла и со кредите за 2-3 минути јас го насликав грбот и слегов од столчето, пошто бев низок, па морав малку да се подкачам. Одам кон публиката, се пушта струјата во салата и грмнува еден силен аплауз. Овации, да. Да, но јас не бев сигурен дека заради тоа што сум насликал убав грб, туку така си велев дека треба. И чекав да заврши цела представа, програма, и тогаш кога видов таблата, дека сликата е насликана со сите елементи на грбот на Југославија, симетрично поставени, и тогаш реков: па веројатно не бил за џабе аплаузот. И така тоа ме охрабри. После 8 оделение јас сакав да одам во Скопје и она што кажав на почетокот, дека од материјални причини не можев да појдам, и го завршив средното и висшата школа и земјоделскиот факултет и станав агроном. И си ја завршив таа кариера во агрономијата. Сега сум слободен уметник, посветен на цветењето на мирот и хуманоста. Еве, до сега, ако се земе должината на мојата цветна патека на мирот и хуманоста, е негде околу 15 километри. 15 километри, ширина е веројатно различна на сите, но 2015 година насликав една слика долга 1001 метар. Тоа беше повод 1001 година од ослепувањето на Самуиловите војници, со една порака така нежна,
да прогледаат потомците. Оваа година исто така ќе сликам една слика долга 101 метар. Таа ќе биде посветена на 100 годишнината на лајонизмот во светот и таа ќе биде кон крајот на јуни презентирана пред светската, да речам, наша организација, каде што јас сум член во Вардар клубот во Скопје и дистриктот 132, па ние ќе ја презентираме тамо и ќе ја подариме на 200 членки по отприлика пола метро од таа цветна патека на мирот и хуманоста, со потписи на сите што ќе бидат на конвенцијата во Чикаго кон крајот на јуни месец оваа година. И така ете, на тој начин ќе дадеме придонес на лајонизмот во светот, а исто така и ќе се пофалиме дека и ние во Република Македонија сме направиле нешто што можеби никој во светот нема да го направи. Така да, тоа се накратко би рекол некои мои податоци за подарените 50.000 слики низ цел свет. Посебно би сакал да истакнам дека јас веќе 30 години одам на струшките вечери на поезијата, каде подарувам мои слики на поетите, а тие ми возвраќаат посвета на мене. Првата ми е од Блаже Хоневски, кој 86 година одбележуваше 65-ти роден ден, па ја за неговиот 65-ти роден ден му насликав 65 рози и му ги подарив тие рози, а тој не можеше тој да биде рамнодушен на тоа, па од збирката Везилка ми ја препиша песната Ружа, за да ми се заблагодари за подарокот, а песната Ружа еве таа прва песна, јас да им ја посветам на вашите слушатели и гледачи, ми вели вака: Ружо, со лисје како меки усни, ти цутена на полјанка те следам. Те следам скришно, девојченце моје, и само гледам, и само те гледам. Ружо, ја сакам оној румен звук, што во тебе се таи да го слушнам. Ружо, ја сакам и ќе дојдам вечер, скришем да те гушнам. Јас ги гушнувам сите ваши гледачи, односно слушатели, кои како мене работаат и слушаат ваква една прекрасна емисија со пчеличката Маја. Ви благодарам. Господине Поповски, кога сме веќе кај тоа, почитувани гледачи, за вас, наши верни гледачи, господине Поповски, за оние кои што ќе се вклучат во текот на емисијата, било да се вклучите во живо или пак да ги оставите вашите податоци на нашиот телефонски број 031-433-373, ќе подариме 3 честитки, еве така да кажеме, насликани лично од господинот Поповски. И сега, како што рековме дека цвеќињата се во вашата лоза, исто така и хуманоста. Рековте дека имате подарено над 50.000 слики на секаде во светот. Да. Па еве, јас би кажал неколку така значајни изложби што сум ги имал, каде што се подарени слики на институции и поединци. Во 1989 година имав изложба на самитот на неврзаните во Белград, каде што подарив 101 слика за сите членки на неврзаното движење и од сите тие председатели, односно шефови на делегации од разни земји на неврзаното движење, јас добив подароци, односно пораки во вид на писмо. Тука да кажам дека мојата изложба ја посети на Џибулах на Авганистан. А знам дека од Куманово одат доста во тие региони во Авганистан. Да, тоа е некако ветена земја на кумановците. И на Џибулах вели вака. Вели се преведува од нивниот јазик на англиски, па од англиски на српско-хрватски тогаш уште. И тој вели вака: јас најповеќе ги сакам планинските цветиња, зашто нивните корења ги придржуваат карпите, пошто таму е малку конфигурацијата не е како кај нас шуми и така натаму. И вели понатамо
Јас сакам ти да бидеш цвет, но да знаеш дека цветот кратко живее, се што е убаво живее кратко. И јас тогаш малку се подуплаши, викам сега алудира дека јас ги сликам цветињата и ќе живеам кратко. И јас во тој момент велам, господине председателе, јас затоа ги пресликувам цветињата да живеат вечно. И тој веќе немаше што да ми каже повеќе и така со реплика успеав да поентирам, би рекол. Така. Исто така имав и една средба со Кенет Каунда на самитот, на Замбија председателот, кој навистина еден прекрасен човек. Тој вели, борбата за мир не е едноставна. Во неја треба ние сите да учествуваме. И вие уметниците, но и ние политичарите на свој начин. Борбата за мир е поттик љубов. Со тие зборови Кенет Каунда така убаво кажани. Јас на самитот имав една прекрасна средба. Вие сте имале Исто можност, се извинувам што ви прекинувам, вашите дела Да. да ги презентирате на многу места надвор од Македонија. Па кога сме веќе тука, да ги објасниме и овие слики, Да. кои што мене особено ми го привлекува вниманието. Па, Првата со Ричард Гир. Режија Ричард ќе ве Гир. молам, зумирајте. Ричард Гир беше присутен во Република Македонија 99 година. Па јас во таа прилика сакајќи да искористам таа средба, се договорив со протокол да се сретнам и се сретнав во МНР, Министерство за надворешни работи, и му подарив една слика, а тој исто така со една голема љубезност, со еден почит кон мене и кон делото што го сликам, направивме и слика. Така да, тоа е многу интересно. Ова е една средба во мојот капиштец во Скопје, каде што ние на еден простор, ова е едно кругче на кое ги сликам цветињата, а имаме едно плато каде што ги пишуваме настаните што ќе се случат меѓу луѓето. И често пати викам, овие средби се меѓународни, се случуваат меѓу народот. Се собираме по разни поводи, дали е тоа верски празник или е некој роден ден на познат писател, со поезија, со малку музика, со слики, јас сликам. И така се дружиме. Едноставно, тоа е нешто што ги зближува луѓето во тие микросредини. Така, еве овде имаме и една наша пејачка. Тука имаме по повод една средба посветена на Тоше Пројаски, па тука има повеќе имиња каде што се честуваше делото на познатиот наш Тоше, кој никогаш нема да згасне. Така. Овде е со Шејмас Хини, добитникот на Нобелова награда, тој е на Струшките вечери на поезијата во Струга. Потоа со Хусто Хорхе Падрон, тој е македонски зет, би рекол, иначе добитник на Златниот венец на Струшките вечери во Струга 90 година. Овде е повторно со него една друга средба. Ова е со еден шведски поет, добитник на Златниот венец. Еве го повторно Хусто Хорхе Падрон добива една моја слика со Република Македонија. Република Македонија цвеќе на мирот, за Падрон, кој напише една прекрасна песна за Македонија. Така. И ова доста интересна. Ова е една слика посветена на мајка Тереза, која 1984 година, кога и подарив една моја слика, работена на дрво, и тоа дрвото од близина на нејзината куќа, каде што во центарот на градот таа и доваѓала и се молела на Бога. И таа ми напише едно писмо 84 година во кое ми вели: Драги Живко, ти благодарам за прекрасната слика и љубезното писмо. Има наши сестри во Скопје и ако дојдеш кај нив, тие ќе ти кажат како да се вклучиш во нашата мисија на љубовта. Тие се на улица Димитрија Туцович, број 33, може би многу блиску до тебе. Бедните се секаде околу нас, со самените несаканите. Биди љубезен и прави им добрина на оние блиску до тебе и чуваја радоста на сакањето на Исуса во своето срце, бидејќи тој е верен.
Так, господине Поповски, имаме гледач. Добро утро. Добро утро. Кој ни се јавува? Добро утро. Се јавува ваша редовна гледачка. Сакам да ве поздравам вас и вашиот денешен гостин. Благодарам. Ви благодарам. Така, господин Цветин, би сакала ако може да добијаме еден подарок од вас, бидејќи сум обожавател на вашата уметност и посебна чест ми е што може и во ние еве од Куманово да ви имаме како гостин и да ги погледнеме одблиску вашите трудови. Вие заслужувате цела ливада, а денес ќе добиете едно мое дело преку оваа прекрасна емисија што е Ви благодарам, имам многу ми шанси. значи. Така, ви благодарам што се јавивте. Ово ќе биде честитката Благодарам, која што ќе поздрав. добиете. Поздрав и за вас, оставете ги информациите во режија и ние по завршувањето на емисијата ќе ве контактираме. Ви благодарам уште еднаш за вашето јавување. Така, господине Поповски, да продолжиме понатаму. Ова е со Зоран Џорлев. Тој е познат наш музички, би рекол и уредник и изводител на прекрасни музички numери со неговата виолина, организатор на многу настани, директор е на танец, каде што навистина последниве години преку орото, преку македонскиот танц и песна се шири убавината на Македонија ни светот и кај нас. Така. Следната со Елена Ристевска. Да, Елена Ристевска, наша позната исто Значајно име од македонската значајно име сцена. Да. Овде можам да се сетам на едно девојче Ана, која за жал не е меѓу нас, но таа беше секојаш со Тоше Пројаски, со нас и беше една хумана девојка. И тука е и Сашо Маријана Коцев. Станојковска, да, Сашо Коцев. Сашо Коцев од Куманово, нели? Так. Познат актер, познато име и водител. Овде е представник на фондацијата Тоше Проевски. Тоа беше во Борис Трајковски или во Александар Палас на едно честување посветено за Тоше. Еве овде Миле Кузмановски, познато име во народната музика. Овде Ференц Јухас од Унгарија, кој е исто така добитник на Златен венец и кој ми посветил песна. Многу интересна и таа е. Така. Господине Поповски, вие меѓу останатото сте били и кандидат за Нобелова награда. Да. 2009 година бев кандидат за Нобелова награда за мир во една навистина голема конкуренција на истакнати државници, меѓу кои Обама, Саркози, Бил Клинтон, Путин, потоа Џорџ Буш, Бутефлика, претседателот на Алжир, потоа Тони Блер, Хелмут Кол и многу познати здруженија хуманитарни од светот, а меѓу нив бев и јас. И од 205 кандидати во првата селекција бевме негде околу 30. Во тие 30 јас бев трет или четврт, значи после Обама, претседател на Франција Саркози, па се спомнував јас повеќе пати како трет Живко Поповски Цветин, а некогаш пред мене беше Пит Сигер од Америка, тој е познат исто музичар. А после мене на 6-7 место беше Бил Клинтон, на 30 место беше Џорџ Буш, 29-то Владимир Путин, 28-то беше Тони Блер, 27-то беше Хелмут Кол, па Бутефлика и така натаму. Измеѓу тие, нели, беа овие здруженија хуманитарни. Так. И дали ви се веруваше дека едно дете, еве така да се изразам, да кажам, кое што немаше материјални средства за да продолжи да се школува и професионално да се занимава со она што го сака, дека ќе се најде со такви значајни имења? Кој ви беше најголема поддршка? Па најголема поддршка прво семејството, а потоа сите овие мои пријатели кои ме следат. Имав доста луѓе кои навистина ја ценат оваа моја работа, би рекол,
Јас се чувствувам како еден работник за хуманост. Цел живот, 30 години и повеќе, јас сум посветен на мирот и хуманоста и може би тоа е наивно за некој, но јас користејќи го најсуптилниот, да речам, мотив и метафора цвеќето, јас себе стигнав да бидам почитуван во целиот свет и да ја ширам таа мисија на мирот што на секој од нас Господ Бог Исус Христос ни дарува по некоја дарба. И ако човек си ја пронајде таа дарба во себе и ја шири меѓу себе, тогаш навистина може да биде среќен. А се што човек дава, подарува е негово, а се друго што прима е туѓо. Так. Мислам дека имаме повторно гледач. Да. Добро утро, велиме за кого? Да, добро утро и добар ден. Се јавуваме од Сдружение на пензионери Куманово. Така, добро утро, како сте? Добре сме расположени, времето е пријатно сонцево, а кога има уште и свеќе закитено, тогаш е уште попријатно и повесело и порасположено. Так, баш ни е драго. Дали имате некаков коментар за нашиот денешен гостин? Да, драго ми е што го слушнав за гостинот и ваква иницијатива да се покренува со свеќето, да се оди, да се бара мир, решавање на проблемите, за напредок на општеството, за напредок на заедниците, за мир во државата, за добро живот. Тоа е една од најбитните која е потребна на секој граѓанин на Република Македонија. Так, ви благодариме за овие убави зборови. Господине Поповски, ќе ви дозволам да се обратите. Јас сакам да ги поздравам пензионерите од Куманово. Јас во една прилика бев заедно со нив на шопската свадба во Кратово, во Куклице. Благодарение на нив стигнав затоа што имавме една саобраќајка, односно една незгода, автомобилот, колата со која одевме нешто имаше проблем, па останавме на пат и кога поминуваше автобусот, тие ме зедоа со нив и заедно бевме на шопската свадба минатата година во Кратово. И добро поминавте? Одлично поминав, навистина. Јас секогаш ги почитувам така тие златни луѓе со сребрени коси, меѓу нив сум и јас. И мислам дека заслужувате вие, како што реков, повеќе вакви слики за сите пензионери. Меѓутоа, еве во оваа прилика вие ја добивате една од овие 3 слики. Так. Да се замолам сега. Повелете. Вечерва од 19 часот имаме една културна манифестација. Ние ще ја нарекуваме шеговита разпредница, посветена на денот на шегата. Да, ќе се представат хорски композиции, нови творби од пензионери, со тематика, со содржина на шеговита содржина. Во таа прилика да ве покажам, доколку ни подарувате некоја уметничка слика, ваш председник да дојде во Заречиски дом, во ново реновираната сала, за да можете да во пригоден свет начин да ја врачите таа слика. Па видете, јас ќе ви оставам една слика овде, па преку К3 телевизија ќе биде предадена. Так, ќе ми биде чест. Еве, може и оваа слика да биде. Добро. Тоа е слика со 3 цветиња, Светото Тројство, па нека и шегата некогаш ја каже вистината. И така, пошто вие кумановци сте многу луѓе кои го сакаат хуморот, шегата и најмногу, да речам,
такви парчиња убави ги слушаме токму од Куманово, Кумановки и драго ми е што ете се јавивте вие и еве оваа слика нека биде посветена на денот на шегата. Јас да замолам представник на КАП-3 да биде присутен вечер во 19 часов Слушнавме. на ова манифестација за да може да ни ја врати таа уметничка слика. Така Да. и ќе биде. Бидете без гајле, значи вечерва во 19 часот ќе дојдеме и ќе ви ја врачиме оваа слика, а ова е честитката која што вие ќе ја добиете специјално за вас. Ви благодарам за јавувањето. Да, поздрав за гледачите. Благодарам. Така, господине Поповски, значи, се уште каде да се појавите, предизвикувате многу овации. Па точно така е, секој чекор на, како што реков, возрастните луѓе или златните луѓе со сребрени коси, треба да се почитуваат, да се слушаат, зашто ние не можеме да се надпреваруваме во трчање, но можеме со нашите мисли да помогнеме за тие што трчаат да стигнат на време и да бидат со успех. Така. Како што веќе напоменавме, многу значајни имиња зборувале за вас, сте имале можност да ги видите, а меѓу нив јас би сакала да го потенцирам и нашиот добро познат поет Видое Подгорец. И тој напишал некои стихови за вас. Да. Па додека вие ја завршувате сликава, која што еве со посебен повод ќе ја подарите, јас би сакала да прочитам еден дел од тоа. Вели вак. Например, нашиот сликар Живко Поповски е веќе одамна надалеку познат и потврден како сликар на цвеќето. Цвеќето кое нема еднина. Цветот западно од Вардар наречен цуд кој нема множина. Секој во себе носи само свој плод, свое јадро. А тие цветови, цутови и цветиња се сткаени во многубројни варијанти, какви што се и во пазувите на природата. Неочекувано изненадувачки и не можат да се гледаат без возбуда и без восхит. Но цветињата на Живко Поповски не се само ангелски насмевки. Кога ќе ги видиме расфрлани низ зелената трева на некоја пролетна ливада, имаме впечаток дека тоа се изгубените соништа на некои наши древни богови од времето на паганството или на смевките на уште неродените деца. На таква помисла не наведуваат пеперутките и пчелите, нивните постојани придружнички, најчистото и најкревкото во природата. Затоа се вели за добрите, за кротките луѓе. Тој има насмевка, не дете, а душа на цвет. Токму таков човек е и господин Живко Поповски. Гледајте ги меките и топли тонови со кои се насликани неговите цвеќиња. Тој ни сугерира новооткриени форми и бои, но и ненасетени мириси што се кријат во нив. Цвеќето на Живко Поповски има облик на сон, боја на жилба и мирис на безвременост. Тоа е пейзаж на подсвеста, порив кој не признава повод ни причина, а кој нема свест и совест. Тоа е дело кое го покажува својот автор од другата страна на огледалото. Цвеќето на Живко Поповски е империја без император и без граници. Безредие на некаков внатрешен ред што не се објаснува ни лесно, ни едноставно, зашто самото по себе е флуид на природното совршенство. Гледајќи го се добива впечаток дека делото го надраснало авторот. Бидејќи е недостижен идеал кон слободата на совршенството, тој е под негова власт. Неговиот создател станува роб без окови, тешко се разлачува господарот од слугата. Цвеќето на Живко Поповски нема корен, ни стебло, како да доаѓа од некои непознати далечни созвездија, а сепак е препознатливо, тукашно, домородно, живо. Има само лице, а нема наличје. Светлина без сенка, сонце во боја. Тоа е ден без ноќ. Живко Поповски преку своите слики со цвеќе како да сака да го предаде еликсирот на животот и вечната младост на земјата. Мирот и благоста на душата наследени од првиот создател. Не јалова порака што ја бришат ветровите на минливоста, ами суштината, уметноста. Народски речено, алал му верата,
окото и раката. Само таквите, со делото, може да дзирнат во пределите на иднината и да посведочат дека сме постоеле. Во своите сликовни записи Живко Поповски се обидува да ги долови сите варијанти на разноимените и разнобојните примероци на цвеќе во природата и да им даде нова уметничка димензија. Дали успева во тоа, не знам. Сипак, тој е смртен, но затоа создава нови облици и форми, нови бои и мириси, што се зачнале во неговиот сон за убавината и совршенството. Создал цвеќе на сонот. Што е цвеќето? Спокој или немир? Или пак исповед на старата добра земја пред вечно будните очи на бескрајното небо? Цветните слики на Живко Поповски не мислат, не воспитуваат, не морализираат. Тие се невини дечиња, кои со зачудени очи гледаат на светот околу себе. Тие дишат, мирисаат, напојуваат и ни ја исполнуваат душата со блаженство. Душата нивна преминува во нашата душа. Ова беше еден мал дел. Токму така, јас тука би сакал да додадам дека јас имам досега негде околу 90 автори што пишувале за мене, есеи и критики, меѓу кои, нели, она што прочитавте од Видое Подгорец. Имам од Петре Андреевски, од Анте Поповски, од Ферит Мухич, потоа од Ефтим Клетников, Светлана Христова Јоцич, Јован Котески, Хусто Хорхе Падрон и многу други, да не ги спомнувам имиња познати во земјава и пошироко, кои напишале за мене есеи, каде што на некој начин оваа империја, што би рекол Видое Подгорец, ја објаснуваат секој на свој начин. Имам издадено и книга која и на сајмот ќе биде презентирана, се вика Цвеќе на мирот, каде што сите овие есеи ќе бидат се уствари вградени во таа книга Цвеќе на мирот. Така да, покрај многобројните писма, песни од Струшките вечери што ги имам добиено, и оваа ризница ми представува едно големо богатство кое, верувам, е од голем интерес за децата, за да научат се што е врзано со цвеќето, како мотив, како инспирација, како љубов и како една порака универзална за сите убавини на светот, зашто човекот се раѓа со цветот и дури и како во утробата на мајката личи на цвет. Потоа со раѓањето добива цвет и мајката и детето, низ животот, низ разни активности што се случуваат на секој од нас, добива цветиња, дури добива цветиња и по смртта. Нели, се оди кај саканиот и се положува цвеќе, што значи дека цвеќето е вечен придружник на луѓето и навистина, еве јас сум имал таа среќа да го изберам за мој мотив и затоа веројатно сум и толку познат, почитуван и еве многу ми е драго и сум исполнет. Јас сум, што би рекол, најбогатиот човек на светот, затоа што човек ако има еден пријател е богат, но ако има повеќе од еден, тогаш е пребогат. Така. А јас верувам дека имам повеќе од еден пријател. Така, веруваме дека е така. Сега, господине Поповски, воочливо е дека работите со шпакла. Дали од секогаш сликавте со неа? Па не сликав од секогаш. Таа користев до 98 година за некои ефекти да постигнам на сликата. Дали сум сликал на платно, па сега сакам уште нешто да додадам, да и некои работи со четка не можат да се постигнат, па сум ја користел шпаклата. Но од 98 година јас почнав исклучиво да работам со шпакла и со акрилни бои, а акрилните бои се навистина многу почисти, поеколошки, не мирисаат како боите овие маслени со кои работев до 98 и едноставно тоа ми овозможи јас да преминам во друга техника и благодарение тоа би рекол на еден мој пак пријател Ставре Димитров Стадин, кој ме упати
на една ликовна колонија во Охрид, да јас пробам како се слика со шпакла и од тогаш речиси шпаклата ми е да речам основен алат За работа. за работа околу моите цветиња. Така, ово се и боите со кои што работите, Да, веројатно боите сте се пробале многу. акрилни, нормално тие не мирисаат, не се штетни, еколошки и со шпаклата се постигнуваат брзи ефекти во работата, што јас нели ја работам со моите цветиња во разни бои, во разни форми. Така, гледаме дека за многу брзо време можете да насликате една слика. Па една слика ја сликам од прилика за 3-4 минути и 25-6 години. Така, на каков се материјал сликате? Па сликам на хартија, на платно, на дрво, на камен, на порцелан, потоа на разни да речам предмети што ќе ми дојдат при рака и ако бидам мотивиран, на чаша може да се наслика, да речеме, потоа на филџан, на тацна, на порцеланска чинија. Така, еве овде имаме еден карактеристичен. Да, тоа е на камен. За Тоа е сликање на на камен камен. и тоа во село Лазарополе. Малку се обидував да ги фатам оние нарцисите, белите нарциси. Колку успеав, не знам, но тоа ми беше инспирација кога бев во Лазарополе. А инаку во Лазарополе, додека не бев во Лазарополе, мислев дека моето село е најубаво во светот, но сега си признавам дека Лазарополе е прво, а моето село е второ во светот. По убавина. Поубавена, значи. Да. Тоа е на платно. Формат Еве е еден пример за тоа. 80 на 60. Која е најголемата слика која што сте насликале досега? Па Со реков димензии. најдолгата 1001 метар, а вака големата по широчина и на платно е негде околу метар на 80. Не одам на поголеми формати, еве овде еден пейсаж на камен работен со акрилни бои. Мислам дека имаме Да. уште еден гледач. Добро утро, велиме за кого? Добро утро, се ова гледач од Куманова. Повелете. Да ви ја похвалам емисијата Благодарам. и една похвалба до уметникот кој што работи на интересен начин. Благодарам. Ваше прашање за нашиот денешен гостин, меѓу останатото, еве, вие ќе бидете добитник на третата честитка за денес, лично насликана од господинот Живко Поповски. Дали имате некакво прашање, некаков коментар? Благодарам прво за поклонот, за мојата супруга ќе биде на мене. Колку време се занимавам со оваа техника на цветење? Од 98 година навамо речиси преокупација ми е шпаклата и акрилните бои, а инаку понекогаш работам и со маслени бои, но сега сум претежно со акрилни и шпакла. Така. Така. Ви благодарам за јавувањето, оставете ги вашите податоци во режија, ќе ве контактираме по завршувањето на емисија и ќе ви го врачиме подарокот. Благодарам, убав ден. Убав ден и на вас. Благодариме. Така, господине Поповски, ние да продолжиме со разговорот, како прилог ни донесовте уште некои слики. Парите да отстапиме простор, да покажеме еден дел и од нив. Да, јас имав средба со Хелен Дајм, таа беше председател на Советот на Европа, дојде на во Скопје во собранието, па и подарив една колекција, би рекол, на слики и мои материјали, зашто моите слики се наоѓаат и на 14 поштенски марки, на 50 насловни страни на книги, поезија, на календари, разгледници. Овде е со Бутрос Гали. Тој беше генерален секретар на Обединетите нации, а во една прилика дојде и во Скопје, каде што јас во Ману се сретнав со него на еден настан посветен на мајка Тереза, па успеав и да му подарам слика лично, а од него инаку имам писмо добиено, која беше генерален секретар. Јас
често пати испраќав на Перес де Куелар, на Кофи Анан, на Бутрос Гали и на Бан Ки Мун и добивав песни, односно писма. А Кофи Анан во писмото меѓу другото ми напиша дека господине Поповски, ти благодарам за континуираната поддршка на Обединетите нации во борбата за мир. Тоа е исто еден познато име од Европа, Џонсон, кој беше исто така председател на Советот на Европа, па во една прилика во Скопје и тој доби еден мој подарок и книга Цвеќе на мирот. Овде е оваа слика од Лансана Конте, председател на Гвинеја, генерал инако, кој во Свети Спас црквата се сретнав со него, му подарив слика и тој беше воодушевен. Само ми рече дека јас сум трогнат од сликата и од писмото што му го прочитав, а кога го добил подарокот од 11 октомври еден автобус, тогаш рекол само фала. И новинарите, ваши колеги, викаат, Живко, мораме да ти кажеме дека за автобусот рече само фала, а тебе ти рече дека јас сум трогнат. Па еве, гледачите нека проценат сами за каков коментар всушност станува збор. Овде сум во Софија, бевме примени од председателот Желју Желев во Софија како председател на Црвениот крст на Македонија, заедно со председателите од бившите југ простори и од Турција, со представници од Меѓународната федерација на Црвениот крст и Црвената полумесечина од Женева, и Желју Желев како председател не прими, а јас сете и во оваа прилика му подарив една моја слика и една книга Цвеќе на мирот, во која книга има една песна од еден бугарски поет, Македонија се вика, и многу интересна песна е. Така. Сега. Да. И мислам дека уште ова не остана да ја прокоментираме. Ова е слика со Бадинтер. Ова е Бадинтер, човекот кој Бадинтеровата комисија водеше и кој кажа тогаш дека Македонија и Словенија единствено ги заслужуваат, ги имаат условите да бидат признаени под она во бивша Југославија кога се растураше. Така. Дали планирате лозата да продолжи? Па имам две ќерки, едната е агроном по мојава струка, добар аранжер за цветиња, а другата е професорка по за градинкиве, за воспитувач, која исто така убаво црта и прекрасно пее. Значи, таа би можела да биде наследничка на ова, а исто така имам еден внук 14 годишен, кој исто така е добар сликар, но и добар фудбалер и музичар, односно информатичар. И верувам дека и тој преку овие компјутериве ќе може некои своји дела да прави, но ќерки верувам дека и тие по моето заминување со изложбата на Месечина по 30 години, ќе продолжат оваа мисија на мирот со цвеќето. Така. Сега, ваша една кратка биографија се наоѓа исто така и во Унијата на средношколците на Македонија? Да, тамо во 98 година имав еден карван Цвеќе на мирот, што тргна од Охрид на денот на пролетта, 21 март. Потоа таа изложба помина во Битола, во Домот на културата, па во Прилеп во Домот на културата, во Кавадарци, во Штип, Кратово, Гостивар, Тетово и заврши на 24 мај во Скопје. Тоа беше во организација на Унијата на средношколци. Тогаш координатор беше една средношколка која е сега успешен човек, стоматолог, доктор за стоматологија, Јана Марин, Шапкар. И тоа беше, значи, за тие 10 градови за средношколците посветена, а Трајан Мартиновски напиша 15 пеења за карванот на Цвеќето на мирот. Тоа е исто така една прекрасна поетска книга и успеавме на тој начин за средношколците преку домовите за култура во овие градови што ги спомнав
да ја пренесиме пораката дека сите ние сме различни, но сепак исти. Исти. Децата, учениците се различни секој за себе, но воедно се исти и тоа исто јас секогаш сметав дека треба да се бориме за мир, за хуманост, за солидарност и за љубов. Така. Тоа се заедничките работи што треба секој од нас да ги прави. А покрај оваа, да речам, мисија на мирот преку Карван, 98-та година и 99-та имав и во основните училишта во Република Македонија. Мојата изложба во 150 основни училишта беше организирана и тамо секој настан беше како настан на општината. Со час каде што децата твореа за цвеќето на мирот, пишуваа и песни литературни, се вклучуваа голем број поети повозрасни, нели познати поети во детскиот свет. Исто така се вклучуваа и представници од општината, од околните места и така натаму. Едноставно за овие училишта во 98 година тој Карван Цвеќе на мирот беше вграден во 5 зборници. Регионално, Пелагониски регион, Повардарски, овде Скопско-Кумановски, потоа Источна Македонија беше опфатена. Така да и тоа беше една голема манифестација која траеше година и нешто. Во 2006 година започна исто еден карван, воспитание за демократија, мир, ненасилство, толеранција меѓу најмладите децата во детските градинки со учество на повеќе градинки секогаш на таквите настани од цела Македонија. Се организираа настани во Куманово, во Ангел Шајче, со представници од сите градинки од Република Македонија, потоа во Кратово, во Пробиштип, и децата влегоа и во рудникот во Пробиштип, зашто јас во Пробиштип имав една изложба во рударско окно, каде што подарив слики за сите рудари од првата и втората смена. Ферит Мухич одржа една прекрасна беседа за рударите кои ги однесоа моите цветиња од втората смена на 800 метра длабочина. Значи, најдлабоко однесени мои слики беа на 800 метра на 28 август, денот на рударите во Пробиштип 2002 година. Потоа имав изложби многу посветени за учителот. Еве овде во Агино село минатата година бевме да ја промовираме една учителка Душица Јакимовска. Така. Потоа сум имал изложби во Наим Фрашери, таму ликовни работилници меѓу децата, исто така да го на некој начин учителот промовираме, кој доби таа година награда за најдобар просветен работник. Потоа сум имал изложби во Нагоричане, односно како се викава селото каде што се бегалциве, железничкава станица Табановце, на една крводарителска акција каде што учествуваше една жена од Ирак која е мажена за еден полицаец. Така. Да, па и нејзе и подарив слика, таа беше вклучена во таа хуманитарна акција. И на многу други, да речам, настани што како претседател на Црвен крст тука доваѓав, како директор на Републичкиот центар за индивидуално земјоделство исто така, тука комунициравме, па имав во старачкиот дом 90-тите години кога бев претседател и помагав да се опремат со потребните, нели, здравствени апарати, па исто така им подарував слики. На Лајонс клубот Куманово Да, веќе споменавме, да. Да, исто така сум бил. Значи овде е близко до Скопје, често пати кога доаѓаат од Куманово во Скопје на тие разни манифестации, сајмови и така натаму, едноставно кумановци се доста за мене едни весели луѓе, едни позитивни луѓе кои
навистина градат убави пријателства и дружење со луѓето. Така, ви благодарам пред се. Сега, за крај, за да го заокружиме денешното издание на Нов ден, господине Поповски, кога би можеле да се вратите многу години наназад, дали нешто би промениле? Па видете, условите така ми налага во овој период и во ова време. Кога би било друго време, јас не би менувал во однос на она што како идеја ми е соцветево, но би го менувал начинот и доколку материјално ќе можев повеќе да функционирам, тогаш ќе го ширев ова цвеќе и пошироко. Иако јас имам доста слики направено и изложби надвор од Македонија, имам во, како што реков, во Србија, од Зрењанин преку Јабука, кај Панчево, Белград, Крушеваc, Титјеваc, Варварин, Трстеник, Брус, Александроваc, Врање. Имам изложби во Загреб на Универзијадата 87 каде подарив слики за најуспешните спортисти и добив златен медал. Па имав изложба во Шведска, во Бамберг, во Гетеборг, Хелсинборг, Малме, Стокхолм и Скара. 2013 година во Шведска пуштивме во Балтичкото море порака за мир со нашите иселеници таму. Потоа имав изложби во Бамберг, Нинберг и Бремен во Германија. Во Бамберг подарив 2000 тогашни германски марки 1986 година за нега на стари лица преку Црвениот крст на Германија. Имав изложба во Канада, во Торонто, преку едно наше македонско културно-уметничко друштво Гоце Делчев, каде што има изложби во Торонто и концерти во Сиракјус, во Невада, Бафало. Потоа сум имал изложби на еден меѓународен конгрес за хуманитарно право во Италија, во Санаремо 95 година, каде што настапи и како претседател на Црвениот крст и со изложба Мир, хуманост, солидарност и цвеќе. Сум имал изложби во Романија, во Бугарија, во Албанија и би рекол не знам, низ цел свет, моите слики се наоѓаат низ цел свет. Јас сум подарувал многу слики на фестивали, джез фестивалот во Скопје. Мои слики доби Рей Час и Биби Кинг. Што значи дека вашиот сон одамна е остварен? Да, ја мислам дека веќе јас како да не сум од овде. И навистина сум среќен што ете така со една голема скромност, со една голема рационалност, со една голема брзина, еве ги освојувам просторите на цела планета. Мои слики има низ цел свет. Ги поместивме границите. Да, веќе се спремам за космосот. Така. Да се враќам во космосот, пошто јас не сум од овде. Ги поместивме границите, а е со ова убаво, одлично утринско дружење го поместивме малку и терминот и програмската шема на нашата телевизија, но се надевам дека нашите верни гледачи уживаа во денешното издание на Нов ден. Дали би сакале, господине Поповски, да додадете нешто за крај? Јас би сакал да кажам дека запознав еден добар човек од Тромеѓа, Драган, и се договоривме со него наскоро да организираме една изложба, односно ликовна работилница во едно училиште во кое учат неговите 3 деца. Тоа е училиштето Христијан Тодоровски Карпош. И така тоа нели да го заокружиме, но верувам дека јас после вашава емисија ќе појдам негде или да ги видам пријателиве што ги знам, или пак во некое училиште да навратам на некој необјавен час, па да им насликам некоја сликичка на дечињата, на наставниците кои се грижат за нив. И ете на тој начин еве да искористам приликава денешна да покрај учеството во вашата прекрасна емисија да направам уште нешто во Куманово. Така. Ви благодарам многу, господине Поповски. Се надевам дека во иднина пак уште еднаш ќе не удостоите со вашето присуство. Па јас секако ќе бидам среќен ако бидам поканет, но кај да одам јас останувам со вас. Така.
Ви благодарам. Останаа многу работи недокажани, но се надевам ќе имаме можност во некоја наредна прилика. Да, Почитувани точно. гледачи, искрено се надевам дека уживавте и во денешното издание на Нов ден. Не го менувајте каналот, останете со програмата на К3 телевизија. Ова е за мене, претпоставувам. Да. Ви благодарам. Еве, си добиви подарок, а се надевам дека и вие добивте многу повеќе и подобро позитивно расположение после следењето на нашата емисија. Имајте убав ден, пријатно расположение и останете со нашата програма.